Донација наменета за клиничката болница во Тетово на компанија која има казина и организира игри на среќа била одбиена од страна на директорот. Во болницата пристигнало возило со 10 специјални болнички кревети и средства за дезинфекција, кои биле растоварени од возилото, при што биле ангажирани и неколку хостеси. Но Флорин Бесими, директор на болницата, одбил да ја прими пратката, со образложение дека не прима донации од казина и спортски обложувалници. Тој вели дека Министерството за здравство е тоа кое што треба да ги обезбеди болничките установи со потребните материјали. Јас добив известување од Министерството за здравство дека треба да примам донација од болнички кревети, при што не беше назначено името на донаторот. Кога пристигна пратката и кога видов дека како донатор се јавува една спортска обложувалница, решително одбив да ја примам донацијата. Им реков никако не прифаќам донација од казино. Зарем ако државата и Министерството за здравство не можат нас како болница да не снабдат со потребниот материјал и опрема, треба да одиме да бараме помош од казина или спортски обложувалници. Па кога уште видов дека сред болница се рекламира казиното од страна на некои девојки кои беа со нив дојдени, уште повеќе се револтирав. Оваа постапка ја поздравуваат од Сдруженијето Антикоцкање, кое подолг период бара измени во Законот за игри на среќа. Оттаму велат дека ваквиот пример треба да го следат и другите директори на болничките установи. Ние како Движење Антикоцкање дефинитивно сме против вакви донации, бидејќи сметаме дека овие донации се плен од сиромашните граѓани, тие што изгубиле. Затоа ние би го повикале министерот за здравство господинот Филипче да внимава околу овие донации, бидејќи овие се донации плячкани од народот. Од Сдруженијето Антикоцкање информираат дека вакви донации се наменети и за други болници во нашата земја, од кои дел од нив веќе ги примиле.